вечер, битолчани, добро вечер, борци, соборци, шарени револуционери и опозиционери. Чест е да се говори во Битола, но уште поголема одговорност. Почитувани мои соборци, доаѓајќи нааму на неколку места во Македонија, запрев вели во Македонија се снима филм. И точно е, филмот се снима веќе 10 години наназад. А главниот режисер е Никола Груевски и фамилијата. Доста беше конец филм, ако се сеќавате вие, постарите на тие цртаните филмови што ги гледавме. Толку им беше конец филме во Македонија. Дојде времето народот го каже своето. Бидејќи создадува општество на нееднакви луѓе. Создадува општество во кое што челниците на власта и фамилијата се на прво место, а сите останатите се под нив. Создадува народ кој што зависи од власта. Создадува здисана власт и создадува нееднаква држава. Се движите по улица и секојдневно ја чувствувате македонската реалност. Тоа е реалноста во која што живее македонскиот граѓанин. Токму затоа, веќе повеќе од 50 дена го покажуваме својот револт отворено помеѓу граѓаните на Битола, но и помеѓу граѓаните на вкупно 12 града во цела Република Македонија. И издржавме до крај. Денеска пишма наџијата господинот Иванов делумно ги повлече своите одлуки. Сакал или не, тоа ќе мора да го стори до крај. Нема простор за парцијална аболиција во Македонија. Нема аболиција за тие кои што треба да одговараат пред граѓаните. Ке дојде денот кога граѓаните ќе ја земат судбината во своји раце и ќе го кажат исконското и целосното не на оваа власт, бидејќи власта заглиба во проблеми. Но со тоа глибање во проблеми не заглави и нас, граѓаните на оваа држава, бидејќи дојде во состојба да политичарот биде најпривилегираниот граѓанин во државата, а граѓанинот да му служи на истиот. Ние за таква Македонија не се залагаме. Ние се залагаме за една исправна и одговорна држава, во која што тие што ќе добијат можност да владеат и да добијат власт, да поднесуваат одговорност пред тие кои што ги бираат. Ова не се празни флоскули, ова се зборови во кои што ние, заедно со граѓаните, веруваме. Токму поради тоа, шарената револуција се претвори во едно општо граѓанско движење кое што ќе направи промени во државата. Граѓанско движење за граѓаните, не граѓанско движење за политичките партии. Бидејќи денеска во Македонија политичките партии се на втор план, а граѓаните се на прво место. Затоа, почитувани битолчани, јас доаѓам од Куманово и чест и задоволство е вечерва да се види овде со вас. Куманово е Македонија во мало. Во Куманово живеат и македонци, и албанци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци, и сите етнички заедници кои што постојат на македонското тло. Се обидува да генерираат кризи. Ги надминавме сите проблеми заедно со граѓаните, бидејќи бевме многу посвесни и многу ни беше појасно што тоа оваа власт креира и со какви се сценарии е подготвена да се служи во делот на задржување на власта. Дојде не крајот. Ви благодарам на вечерашното присуство, ви благодарам на поддршката на шарената револуција и апелирам до вас. Ние допрва почнуваме. Македонија допрва се буди. Шареливото ќе блеска по цела Македонија, ние сложни и единствени ќе промениме оваа власт. Ќе дојде време на честни и достоинствени луѓе. Да живее Битола, да живее Република Македонија. Ви благодарам.